да ја зачуваме храната безбедна, разговараме со Надица Илиевска. Добро утро. Добро утро. Чинам дека главното прашање е која храна е безбедна? Сметаме дека тоа дома што сме си го подготвиле е најбезбедно. Така е, безбедноста на храната е една, да кажам, мултидисциплинарна, веќе прераснува во наука, која што опфаќа повеќе сегменти. Дел од тие сегменти за нив не сме одговорни ние како конзументи на храна, доколку не сме и производители на храна. И тоа се неколку чекори, меѓутоа, например, чистење, ракување на храната, пакување, производство на храна, дури она што ние дома го припремаме, значи тоа е еден вид на термичка обработка на храната, потоа складирање или замрзнување, од кој што треба да знаеме дека храната носи здравје, меѓутоа храната може и да ни донесе некои несакани работи, значи да биде загадена со одредени резидуи, пестициди, потоа ветеринарни лекови, но тој дел, да кажеме, е нешто за кое што не се грижиме ние, значи законите се грижат за тој дел, но ние сме одговорни за квалитетот и за безбедноста на храната од оној момент кога храната ќе дојде во нашите раце, до оној момент до кога ја конзумираме. И морам да кажам дека статистички многу поголеми опасности по здравјето од смисол на труења, од смисол на разни видови на заболувања кои што може да дојдат преку храната, доаѓаат фактички и се случуваат на расипување во оној дел кога ние постануваме одговорни за храната која што треба да ја конзумираме. Инаку, тоа сум го повторувала, не секоја здрава храна е безбедна храна и не секоја безбедна храна е здрава храна. Но постојат основни правила кои што треба да ги почитуваме во однос со конзумирање на храна, со подготвување на храна, па и собирање на храна на крајот на краиштата, од каде ја купуваме, дали таа е изложена била на многу високи температури, на многу ниски температури. Тука веќе купуваме храна која што можеби не е безбедна, па на патот до дома постојат разни ризици, дома секако многу ризици, и тоа воопшто како да чинам дека само на вакви денови зборуваме за безбедноста на храната од тој агол, затоа што тоа навистина е многу важно, не само како опасност по нашето здравје, туку ние велиме квалитет и безбедност на храна. Неправилно подготвена храна, неправилно чувана храна, неправилно смрзната храна го губи квалитетот, што значи дека можеме да ги изгубиме и двете обележја на храната. Кои аспекти се најважни? Што е најважно? Се е важно. Прво е важно, реков, значи бирањето на намирниците, од каде купуваме, што купуваме. Исто така не внимаваме на транспортот. Во кој дел? Еве, да речеме, одиме на пазар. Не внимаваме на транспортот. Многу често се случува во пракса, пауза на работа, се пазарува и од свежите пазари, се тоа се става во кола, без да се промени редоследот, пакувањето, значи да се стави. Да се измешаат продуктите. Се мешаат продуктите. Тоа значи дека до 16-17 часот храната ќе стои и ќе губи на квалитет, не чека лето, може дури и да се расипе. Вториот чекор е фрижидерот. Многу често знаеме само ноншалантно она што го имаме во торбата да го сместиме во фрижидерот, меѓутоа и за складирање во фрижидер постојат одредени правила кои што треба да ги почитуваме. Се помалку ги користиме пластичните кеси, но јас колку што можам да приметам е дека баш овошјето и зеленчукот се уште се пакува во пластична кеса, не смее со пластика да биде складирана во фрижидер. Треба да бидат на погорните катови свежите продукти, например месо, поготово кое што го одмрзнуваме, не смее да биде на горниот дел од фрижидерот, може да се случи да капе, да загади друга храна. Не дека месото е расипано, но во месото може да има нешто. Кога е свежо, што е штетно по нашето здравје,
а се губи во термичката обработка. Но додека се одмрзнува или додека е свежа во фрижидерот, може да ги загади другите намирници. Што значи дека треба да бидат одвоени намирниците. Добро, ние немаме навика во фрижидер да чуваме во стакло. Јас честопати кажувам дека ако се нема специјални стаклени амбалажи, може да се искористат и тегли од различна пластики големина. не ги препорачувате? Не, пластика во суштина не, освен ако е специјална вакуум пластика за замрзнување. Со таа намена. Со таа намена се разбира, или пластика која што е специјална намена за пакување, за чување и така натаму, но ајде да признаеме дека ретко кој има сето тоа дома. Фрижидерите зимно време треба да се до 7 степени, веќе почна јуни, треба да се спуштат на 5 степени температура. Приготвената храна исто така не треба, многу ретко треба да се чува во садовите во кои што се приготвува. Например, ние готвиме претежно во нашата земја, готвиме во росва и тенџериња. Меѓутоа, росва и тенџерињата, садовите, воопшто не се погодни за чување на храната во фрижидер. Значи, тоа се некои мали чекори. Домакински правила. Домакински правила, меѓутоа, тие домакински и мали чекори на вистина на крајот даваат голема разлика во квалитетот на тоа што го јадеме и во можноста за расипување. Кога веќе ја споминавте приготвената храна, таков ни е биоритамот, доцна доаѓаме од работа, па немаме чисто време да ја приготвуваме или свежа храна, обично готвиме ручек, од вечер оставаме. Ако минатиот пат кога бевте тука зборувавме дека можеме слободно на собна температура да не пречека додека дојдеме дома, сега ќе советувате веќе да биде во фрижидер. Никогаш не може на собна температура да не пречека дома. Значи, 2 часа е максимумот кој што едно јадење припремено треба, доколку не е суво. Треба да биде надвор на собна температура. Сега лето веќе час. Значи, штом почна да се лади храната, веќе треба да се складира на ладно место во фрижидер, со тоа што секако зимно време се поспори на некој начин процесите на расипување, но од друга страна не се и дека ги нема. Ние сме нација која што сака нешто да чува и на тераса. И да готви на тераса се уште. И тие температурни разлики секако влијаат на расипувањето на производите. И навистина најчесто се случува да всушност ние и во ракувањето на храната, например, сите знаат дека не треба со ист прибор да обработуваат свежо месо и потоа со истиот нож да почнат да сецкаат салата. Меѓутоа, многу ретко тоа се применува, а тоа навистина е многу важно. Или пак ракување со исти раце на свежа намирница, месо, јајца и на термички обработени намирници. Така. Значи, ние може на нашите раце. Исто така, ретко кој пред да пристапи во кујна да подготвува храна, прво добро ги мие рацете. Затоа што и најсупер храната ние со нашите раце можеме да ја загадиме. И сега, тука има исто еден ред на процеси на тоа што треба, како треба, по колку треба. Например, друга опасност е подготовката на храна. Многу ниски температури, кои што се во многу голема мода. Добро. Како што е на пареа, меѓутоа на пареа одредено време. Не може да го само вие ставите на пареа неколку минути и да очекувате со бланширање да ги отстраните сите можни опасности кои што доаѓаат од тоа, така да домот всушност има повеќе кризни точки каде што би можело да направиме небезбедна храна. Тука се и децата во прашање, обично подготвуваме и за нив сакаме да биде, ако е предготвено од предходната вечер, па било во фрижидер, сакаме да биде топло, за повеќе да можат да изедат и да им биде попријатно. Во делот на подгревањето,
сме зборувале многу пати дека не се може да се подгрева. Се губи на квалитет со повторно подгревање. Како да правиме? Што да правиме? Подгревањето може да се прави, освен одредени намирници кои што апсолутно не подлежат на подгревање. Сите ги знаеме, тоа е компир, тоа е спанак, тоа се печурки. Значи, тоа не треба да се подгрева. Едноставно, ние не знаеме хемиските реакции во подгревањето на одредени хемиски состојки во кои правец ке тргнат. Меѓутоа, самото подгревање треба да биде на висока температура и треба да биде кратко. Доколку нешто се случило, прво не треба повеќе од 2 дена летно време, 3 дена подготвена храна да стои во фрижидерот, таа веќе е небезбедна храна. Тоа сакав на крај да тоа веќе е небезбедна храна. Меѓутоа, подгревањето треба да биде на висока температура. Ако е на ниска температура, ние имаме цел еден диапазон на микроорганизми кои што може да преживеат, кои што се на некој начин термостабилни, кои што може да преживеат за време на тие ниски температури. Тука е грешката, обично нели се става па полека да се многу малку се подгрева. Најчесто ги подгреваме супите и варивата. Тие трпат високи температури, освен ако не се работи за компирманџа. Да речеме, колку е тоа кратко? Што е тоа кратко? Па треба да зоврие барем неколку минути. Значи, тука треба да се оди над 100 степени, одреден временски период, посебно ако имаме продукти кои што се носители на одредени бактерии, како што е, например, салмонелата, каде што имаме месо. Значи, тука, потоа, расипувањето на зеленчукот и на месото во едно вариво се бутка едно со друго. Имаат различен рок на почнување на расипување и тука треба да се внимава. Меѓутоа, доколку е складирано во фрижидер неколку дена, доколку е правилно подготвено, можеме да сочуваме добар дел од квалитетот. Ние губиме многу од квалитетот со замрзнатата храна. Замрзнатата храна, всушност, тука губиме најмногу, иако замрзнатата храна, правилно замрзната храна, има повисок нутритивен квалитет од онаа која што ви стоела во фрижидерот 3 дена. Замрзнати јагоди веднаш имаат повеќе во себе нутриенти отколку јагоди кои што ви стојат свежи во фрижидерот 3 дена. Бидејќи со текот на времето се губат и нутриентите. Замрзнатата храна, ако сакаме термички да ја обработуваме, треба веднаш да ја ставиме треба веднаш да ја ставиме во термичка обработка. Сакате да кажете не одмрзната? Значи, најлошо е кога го чекаме месото да се одмрзне, па го ставаме во ладна вода. Па обично така и правиме. Треба или цело замрзнато да го ставиме по вреќе вода што врие, или ако сакаме да биде одмрзнато, тогаш треба да го одмрзнуваме во фрижидер. Добро. И воопшто да не го прекинеме ладниот ланец. Воопшто да не го прекинеме ладниот ланец. Веднаш термички да го обработиме. Зеленчукот, ако е веќе, значи, термички обработен, во смисла, ако се неколку минути извриен, да се уништени ензимите, нема потреба да се одмрзнува, директно се оди во термичка обработка, а се разбира тестенините, гледам сега многу модерно станува замрзнувањето на лебот, тоа се одмрзнува во фрижидер, ништо не се одмрзнува на работната површина. И исто така, кога го споминавте лебот, домашно приготвен леб, популарно во овој период и се чува во фрижидер. Лебот во принцип не се чува во фрижидер. Постојат намирници кои што доматот не се чува во фрижидер. Постојат намирници кои што не се чуваат во фрижидер, но треба во разумен рок да бидат исконзумирани. Лебот не се чува во фрижидер, освен ако така е нагласано на пакувањето. Во фрижидерот сепак има повеќе влага од што е потребно. Меѓутоа, честопати, дури јас така, значи, правам. Кога правам домашен леб по голема количина, одреден дел го замрзнувам. Одреден дел го замрзнувам. Така. И тука понатаму, одмрзнувањето, например, од навечер до следното утро, веќе може да биде, ако е добро спакувано, веќе може да биде во фрижидер. Или пак треба да биде, за среќа, лебот многу бргу се одмрзнува, што значи и брзо конзумиран. И бргу да се конзумира, што значи дека на тој начин. Меѓутоа, најголемите грешки ги правиме околу замрзни и одмрзни.
Да. И нешто што сакав, дури сега патувајќи по пат ми доаѓа во една пракса сега, баш пред неколку дена беше разговор со една пријателка, кога ќе се појави видливо расипување Добро. на нешто, традиционалниот начин на пристап на нашата нација е со лажица да се собере расипаниот дел. Да. И другото е во ред. И другото е во ред. Значи, тоа е видливиот дел на процесите. Видливиот дел на размножувањето на габата, на фунгата, па дури и на бактеријата. Меѓутоа се работи веќе за процеси на расипување во целиот дел. И сега вообичаено го добивам одговорот. Да. Од секогаш ние дома, Да. баба ми, мајка ми го тргаше тоа, го сечеше и го фрлаше и ние го конзумиравме и никому ништо не му беше. Значи, не секогаш може да се работи за токсична. Меѓутоа, тоа не е во ред да се конзумира. Бидејќи најчесто се работи за мувла, која не е, да кажеме, директен атак на нашиот организам. Да. Меѓутоа, менува, цревната флора ни ја менува. Значи, конзумирање на таква храна може нема да не разболи, но ќе направи штета во нашиот организам. И често пати, најчесто во пракса се среќавам со овој проблем, алергии на мувла. И велат, не имаме допир со мувла, не живееме во... Значи, живееме сега сите во добри и квалитетни домови. Од каде? Тоа е внесено во нашиот организам преку храна. Ви благодарам. Благодарам за утринскиот разговор. Се надевам дека, како и мене што ми беа за памет неколку совети од вас, се надевам на многумина утринава беа така. Благодарам. Благодарам и на вас и убав ден.